Му се радуваш на огнот, но не и на пожарот. Му се радуваш на домот, но само кога е безбеден. Полиси за домакинство на осигурување Македонија. Сега со подобрени услови. Тука сме. 4 бода после 2 кола пред европскиот шампион, односно дуелот со европскиот шампион, атмосферата одлична. Како сте задоволени да нашите момците го приредија во овие неколку дена овде во Загреб? Па морам да признам дека сум презадоволен, се оди чекор по чекор, мислам баш онака тимски и заеднички. Гледате дека сите допринесуваат да се постигнат овие резултати, од друга страна се покажува еден, како да кажам, се покажуваат и добри нерви за време на самите надпревари, што е многу важно. Ние порано многу ретко сме добивале тесни надпревари и мислам дека е добро да продолжиме во еден ист позитивен ритм, значи тимски, посветено, фокусирано, сите заедно, воопшто да не се оптеретуваме со други работи надворот, да кажам она што е наш интерес и наша основна цела, тоа е надпревар по надпревар да пробаме уште подобри да бидеме и да пробаме да добиеме нормално и некои од следните надпревари. Секогаш сме оптимисти кога во прашање репрезентацијата, да мислувавте ли, очекувавте ли дека ќе биде вака? Па се надевав, мислам дека стварно после оние случувања со Словенија на последните неколку првенства каде што губевме, посебно тој еден несреќен пораз во Катар, онака горевме од желба, посебно тој надпревар да го добиеме, затоа што некако, знаете, неколку пати поред кога губиш од некого, уште по нешто во тебе ти дава мотив да добиеш. И мислам дека тоа беше еден перфектен надпревар кој го изигра Македонија. Вчера со една, да кажам, доста по не така динамична игра исто успеавме да победиме и одиме надпревар за надпревар. Веќе сме сигурни дека одиме во Вараждин. Така е. Година бевме познати и уште можеби се зборува за нас таму за она што го направивме. Подготвили ли е шаторот за Вараждин за ова? Па шаторот не е, ама ќе најдеме некоја друга форма. Во секој случај мислам дека заеднички, значи од стручниот штаб, играчите, публиката на која морам да и се заблагодарам. Ние имаме над 3.500 навивачи на секој надпревар. Гледам во Хрватска се и повеќе од позитивно изненадени од нашата публика. Нашата публика зрачи со еден позитивен дух, оптимизам, додени се баш онака да се забавуваат и од срцето навиваат за Македонија, така да е прекрасно чувство. Сите заеднички одиме во Вараждин, па со Господ напред. Не направите среќни овде, ние што сме дојдени во Загреб. Верувам дека се уште посреќни тие во Македонија и се радуваат на успех. Да се радуваме заедно до крајот и што очекувате до каде да стигнеме на окружение? Сите заедно сме пресреќни да одиме надпревар по надпревар и, како што кажав, поентата е да среќата продолжи, да уште еднаш потврдиме да целата држава е горда, биде на она што ракометарите го пружаат, нека пружаат максимум, има квалитет во нив за уште многу добри моменти на ова првенство. Фала ви, да се радуваме заедно. Благодарам, да се радуваме.